ова издание. Кучињата и специјализираните полицајци минуваат неколку неделни интензивни обуки пред да бидат испратени по аеродромите во САД. Гласот на Америка разговараше со нивните инструктори за процесот. Кенија лидер во тргување со криптовалути како што е биткоин. Можни ли се олеснувања во меѓусебното тргување на глобално ниво? Кинеска верзија франшизата филмови Wolf Warrior, врз основа на американските патриотски филмови од 80-тите Рамбо Роки со Силвестер Сталоне, кој се бори против странски криминалци во име на демократија и правда. Ќе ви кажеме, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Американските гимнастичарки Симон Байлс, Мекајла Марон, Ели Рајсман и Меги Николс жестоко ги критикува Американската национална федерација за гимнастика, Олимпискиот комитет на САД, но и FBI на конгресно сведочење во Вашингтон за нивниот неуспех да преземат итна акција по обвинувањата за сексуална злоупотреба од спортски лекар. Инаку, Лари Насар служи доживотна казна затвор откако се произнесе виновен на крајот 2017 и 2018. Продолжуваме понатаму. САД одбележа 20 години од терористичките напади на 11 септември. Џули Табот, Гласот на Америка, известува за специјално обучените кучиња во обезбедувањето на аеродромите. Тимови со обучени полициски кучиња може да се видат на аеродромите во САД за да ја чуваат нацијата безбедна од терористи. Благодарение на чувствителната сетила за мирис, кучињата лесно лоцираат мирис од експлозивна направа дури и во толпа луѓе. Иако импровизираната експлозивна направа е успешно сокриена, кучињата ќе пронедат. Припадниците на полицијата се обучени да го следат однесувањето на кучињата кога ќе намирисаат експлозив. Администрацијата за безбедност во сообраќајот, TSA, федерална агенција во чија надлежност се и кучињата душкачи, селектираат кучиња од 7 раси. Тоа што се различни ги прави совршени за задачата. Може да се користат во секојдневна средина, во масовен транспорт, на терминал или во проверка на возила. Имаат голема употреба и способност. Повеќе од 1000 тимови на полицајци со кучиња се на терен секој ден. Пред 11 септември 2001 имало само 200. Пред 10 години кучињата почнаа да ги проверуваат и патниците покрај товарот. Тоа беше една од промените во аеродромите кога така наречениот бомбаш во долна облека се обиде да детонира експлозив што го внел во својата долна облека во 2009-та. Кучињата и специјализираните полицајци минуваат неколку неделни интензивни обуки пред да бидат испратени на аеродромите. Овие тимови чинат $160 милиони од буџетот. И дали овие кучиња ги прават патниците побезбедни? Да, но програмата бара усовршување, вели едно истражување, особено во делот како агенцијата ги менаџира парите и тимовите. Платформата за податоци блокчейн ги рангираше кенијците што користат интернет како врвни трговци со криптовалута во светот. Причина е немањето пристап до централизирани размени. Тоним Вонгера, извршниот директор на Healthland Spa, е пионер во прифаќањето на криптовалутите како плаќање за услуги веќе 5 години. Во просек неговите услуги чинат околу $30 и може да се платат со користење на биткоин, децентрализирана дигитална валута. Тој вели дека тоа е докажано популарна форма на плаќање. Многу клиенти видеа дека го примаме биткоинот, што е модерна форма на плаќање и одлучија да го прифатат тоа. Тие може да уживаат во нашите услуги за масажа и да плаќаат со биткоин валута, бидејќи тоа е безбеден и лесен начин. Неодамна во објавениот извештај на China Analysis ја рангира Кенија како лидер во тргувањето со криптовалути, како што е биткоинтот. Глобалниот индекс за усвојување на криптовалутата го зема предвид бројот на депозити за криптовалути и корисници на интернет. Дейвид Гитонга е основач на Биткоин КЕ,
тригодишна организација чија главна цел е да го олесни меѓусебното тргување, и тоа вклучува едукација на корисниците за блокчейн технологија и криптовалути. Биткоин Ке вели дека во просек носи околу 70.000 посетители на својата платформа дневно. Гитонга вели дека многумина уживаат во така нареченото меѓусебно тргување. Во Кенија, меѓусебното тргување е всушност најлесниот начин за луѓето да влезат во криптовалути, така што во моментов нема централизирани размени. Значи, овие размени не се контролираат локално, например, не можат да се затворат, така што е многу полесно за луѓето само да извршуваат меѓусебни трансакции. Майкл Кимани е блокчейн аналитичар од PES Африка, организација која ги следи криптовалутите ширум светот со фокус на Африка. Кимани вели дека фактот дека криптовалутите не се регулирани од централната власт исто така предизвикува предизвици. Прашањето на Централната банка што ги спречува компаниите или стартапите да градат во Кенија им отежнува на кениците да имаат формални канали за пристап до криптовалути. И ова создаде размножување на работи како измами со криптовалутите. Значи, една од причините за зголемување на обемот на така нареченото меѓусебно тргување во Кенија е затоа што нема формални канали. Централната банка на Кенија претходно изјави дека криптовалутите не се легално средство за плаќање во земјата. Мвонгера вели дека може само да се надева дека неговиот избор да додаде криптовалути како платежно средство ќе продолжи да привлекува повеќе клиентела во неговиот растечки бизнис. За крај на News Flash, кинеската агресивна дипломатија инспирирана од блокбастерот Wolf Warrior ја представува Кина како суперсила со се поголемо влијание во Холивуд. Пенелопи Пул зборуваше со експерти. Wolf Warrior е франшиза на високобуџетен акционен филм за кинески војник, кој се бори против терористички групи предводени од Америка, со цел да ги заштити кинеските интереси. Wolf Warrior филмот и дипломатијата се индикатори за ист пристап. Тие го покажуваат подемот на Кина и на нова генерација кинези кои сакаат да остават поголем печат во светот и кои помалку сакаат да прават компромиси. Премиерата на Wolf Warrior 2 беше во 2017 година и представуваше голем успех за Кина, заработувајќи речиси $900 милиони од продажба на билети во киносалите, од кои 99% на домашниот кинески пазар. Майкл Бери, професор на Универзитетот на Калифорнија, Лос Анџелес, вели дека овие филмови се финансирани со владени пари, за да потикнат национална гордост. Обично се објавуваат за време на разни национални празници и обработуваат патриотски теми. Еден од нив е основањето на Републиката, кој беше објавен во 2009 година, на 60 годишнината од Народна република Кина. И франшизата филмови Wolf Warrior е направена врз основа на американските патриотски филмови од 1980-тите години, како Рамбо и Роки со Силвестр Сталоне, кој се бори против странски криминалци во име на американската демократија и правда. Во Wolf Warrior 2, кинескиот херој брани кинески граѓани и безпомошни африканци во неименувана африканска држава. Има и колонијалистички пристап. Гледаме како белиот херој во американските филмови е заменет со кинески херој во кинеските филмови. Филмовите Wolf Warrior може да се пофалат со специјални ефекти и ги прикажуваат холивудските актери, како Френк Грило во улога на американски негативец во Wolf Warrior 2. Тој беше во филмот Капетан Америка, така што представува директен мост меѓу тие два света. Но не беше само Френк Грило, туку и друг акционен кореограф кој беше во многу филмови на Марвел. Покрај уметничката и техничката поврзаност, овие две филмски индустрии се надпреваруваат меѓу себе, не само со пораката, туку и во однос на остварената заработувачка. Мислам дека многу дипломати и јавни фигури во политичкиот спектар во Кина стануваат се погласни дека не прифаќаат понижување и оти Кина нема да представува ничија марионета. Бери додава дека финансирањето на овие блокбастери од страна на Кина би можело да ги исфрли холивудските филмови од кинескиот пазар. Тука е крајот на News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре.